Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Иако местото покрај православните гробишта во Тетово беше уредено од страна на надлежните, повторно тука се фрла комунален отпад. Во Гостивар ќе се постават посебни апарати за одлагање на пластика. За оставените шишиња граѓаните ќе добиваат надоместок. Во период кога се забранети собири, а учениците се на зимски распуст, времето треба да се искористи за подигнување на семејните вредности. Иако местото покрај православните гробишта во Тетово беше уредено од страна на надлежните, тоа воопшто не е важно за несовесните граѓани. Повторно се фрла комунален отпад и покрај тоа што нема контејнер за таа намена, а дополнително поставен е и соодветен знак. За време на празничните денови, луѓето кои ги посетуваа вечните почивалишта на најблиските на православните гробишта во Тетово наидуваа на грда слика, купишта отпад токму на самиот влез. Иако контејнерот кој што беше поставен претходно кај православните гробишта во Тетово е отстранет, сепак несовесни граѓани повторно фрлаат отпадоци на истото место. И покрај поставениот знак за забрането фрлање отпад, лицата кои живеат во близина велат дека со возило ѓубрето го носат од други места. Со години тука има мала дива депонија. Да ви кажам, ова е брука. Меѓутоа, ќерка ми кажува дека го чиста редовно и редовно се полни. Немам коментар да ви кажам, жал ми е. Несовесни са граѓаниве, не знам што да кажем, верујте ми. Верујте ми, не знам. Цело Тетово е вако. Нема каде не е. И народот е крив. Не е само луѓето што прават гачки и предпријатието. Едно предпријатие кое е мало на оваа криза да фрли па све и тоа не е видница. И народот тоа го прави, никој друг. Пред известно време надлежните вложија напор за уредување на местото околу православните гробишта, токму поради ваквиот децениски проблем. Интензивно се работи во уредување на просторот и околу православните гробишта. Тенденцијата ни е да имаме и таму еден хуманизиран, среден простор со осветлување за да можат посетителите и сите други функции да бидат во ред. Инаку во Тетово насекаде може да се забележат фрлени отпадоци, а постојат повеќе места како тоа кај православните гробишта, каде поради несовесните постапки на граѓаните се создаваат мини депонии. Со цел почиста животна средина и подигнување на свеста на селекција на отпадот, во Гостивар ќе се постават посебни апарати за одлагање на пластика, наречени пластикомати. За пластичните шишиња што ќе ги остават во специјалните апарати, граѓаните ќе добиваат од половина до денар и половина надоместок. На неколку места во Гостивар наскоро ќе бидат поставени пластикомати, посебни апарати каде граѓаните ќе може да одлагаат користена пластична амбалажа и за тоа да добијат пари. Проектот ќе го спроведе јавното претпријатие за паркинзи и зеленило со цел почиста животна средина и стимулирање на граѓаните за селекција на отпадот. Пластиката која ќе се собере во апаратите потоа ќе се рециклира преку фирма која се занимава со таква дејност. Во зависност од големината на пластичното шише што го оставаат, граѓаните ќе добиваат од половина до денар и половина надоместок. Тоа е наш проект, ќе биде нешто ново во нашиот град. Ќе поставиме на 3-4 места пластикомати. Тоа значи дека сите граѓани шишињата што пијат сокови газирани не можат, не смеат да ги фрлат, туку ќе имат едно место кај што може да ги складираат и во тоа може да земат пари. И може да ги користат на што сакаат тие, за платење на паркинг места или за нешто друго. Според најавите, пластикоматите во Гостивар ќе се монтираат најдоцна до почетокот на февруари. Освен оваа новина, предпријатието во 2021 година ќе биде концентрирано на неколку проекти за уредување на постоечките паркови во градот и подигнување на нови зелени катчиња во селата.
Буџетот на компанијата за капитални инвестиции е зголемен. Во ова година, 2021, имаме раст на буџетот на предпријатието од 13%. Лани имавме предвидено буџет од 15 милиони денари, ова година имаме предвидено 20 милиони денари. Овој буџет е предвиден за капитални инвестиции, почнувајќи од реконструкција на паркот близу болницава, реконструкција на паркот до општинава, нов парк во село Дебреше и нов парк во село Чајле. Исто така ќе продолжуваме да се грижиме за постојаното зеленило површини низ градот. Во однос на стекнувањето навика за селекција на отпадот треба да се спомене дека минатата година на неколку локации во централното градско подрачје и покрај кеот на Вардар, гостиварски комуналец постави посебни кошеви наменети за фрлање на пластика. Тетовци повторно имаат проблем со водата за пиење бидејќи обилните дождови ги заматија водите кај Лешница. Тетовци повторно имаат проблеми со водата за пиење. Во делови од градот дотокот е намален, а во повисоките реони со часови нема вода. Причината за ова е што поради обилните дождови во Тетовскиот регион дојде до заматување на водата во местноста Лешница на Шарпланина, откаде што Тетово во еден дел се снабдува со вода за пиење. Од ЈКП Тетово велат дека ја следат состојбата и очекуваат наскоро да се нормализира снабдувањето со вода во градот. Обилните дождови кои деновиве паѓаа на Тетовското подрачје многу ја заматија водата во горниот тек на реката Пена, откаде што покрај шарските извори градот се снабдува со вода за пиење. Високата заматеност со песок и кал, која според мерните инструменти го надмина индекс од 2, придонесе автоматски да се затвори дотокот на водата во филтер станицата каде се врши нејзино прочистување. Ова е автоматски процес, бидејќи високата заматеност на водата може да се предизвика големо оштетување на филтрите. Екипите на ЈКП Тетово се на терен на Лешници и ја следат состојбата. Условите за работа се тешки, бидејќи ноќеска таму паднал и снег, но велат водата почнала да се разбиструва, па можно е наскоро филтер станицата повторно да проработи и да се нормализира снабдувањето со вода. Ваквото заматување на водата во овој период од годината е вообичаена појава поради обилните дождови. Изјави Љузим Шаќири, раководител на регионалната единица водовод и канализација при ЈКП Тетово. Оттаму велат дека во водоводната мрежа на градот доаѓаат 240 литри вода во секунда, што е за 100 литри помалку од потребниот минимум за нормално снабдување со вода за пиење. Поради ова активирани се и трите бунари. Во периодот кога се забранети собири и групирања, учениците се на зимски распуст, времето треба да се искористи за подигнување на семејните вредности и зближување на децата со родителите. Вака советува психологот Билен Карахасан од Центарот за социјална работа во Гостивар. Учениците го имаат првиот зимски распуст во време на ковид пандемија. 3 недели одмор следуваат по првото полугодие од специфичната учебна година, со онлайн настава или часови со физичко присуство, но под строги протоколи. Децата можеби беа поштедени од зараза со коронавирус, но исто како и возрастните, поради целата ситуација, изложени се на стрес кој е удар врз психата. Стручните лица во распустот гледаат можност за поминување квалитетно време во семејна атмосфера, што ќе донесе релаксирање и вистински вредности во домовите. Во период кога се забранети собири и групирања, а учениците имаат многу слободно време, тоа треба да се искористи за зближување на децата со родителите, советува психологот Билен Карахасан од Центарот за социјална работа во Гостивар. Тоа е многу убава прилика родителите да се зближат малку повеќе со своите деца, да се дружат. Ова е прилика малку да се земат некои семејни албуми, да се малку види семејна историја, да се зборува за тие работи за кои обично и малку се зборува во наша култура, помеѓу родители и деца. Обично е тоа како се запознали родителите, што е семејната историја, какви легенди во семејна историја има. Сите тие работи се многу битни за развој на децата. Јас, например, не памтам што татко ми поклонил за роден ден, ама памтам некои моменти кои сум ги поминал со него, што зборевме, какви еманети ми оставил, какви, што се кажува, какви совети ми давал за животот. Тоа се многу битни моменти за децата.
на негативните последици за децата од постојаното користење на телефони, лаптопи и висење по разни социјални мрежи, честопати се алармира. Оттргнете ги децата од електронските уреди и заедно играјте друштвени игри, создавајте навики за читање книги, разговарајте, нагласува психологот. Книгите се многу здрави за мозок во однос на компјутери, на лаптопи и сите тие работи кои се многу нездрави. Значи, не е добро. Тоа се и научно докажани студии има кои кажуваат дека за деца е нездраво да гледаат TikTok и 2-3 илјади видеа дневно да гледаат на TikTok. Тоа е погубно за детски мозок. И родители, за да ги тргнат од такви активности, треба самите да се организираат дома, да смислат некои активности заедно со децата, не знам, да играат Монопол, да играат Човече не љути се или било што да играат, или да игра шах или нешто заедно да прават. Мора да се сложиме дека ова се добри совети кои вреди да се послушаат. За посрекни деца, повеќе разбирање и топлина во кругот на највредното нешто на светот, семејството. Метеоролозите прогнозираат облачно време со врнежи од дожд за време на викендот. За сите кои сакаат зимска идила на Попова шапка има снежна покривка со висина од 52 см, а се најавуваат и нови врнежи идната недела. Денеска во Тетовскиот регион и во Полошкиот преовладува облачно време. Во 13 часот беа измерени 4 степени во Тетово, 0 во Пожаране и -1 на Попова шапка. Дува и слаб до умерен северен и северозападен ветер. Поради продор на постудена воздушна маса во вечерните часови, како и во текот на ноќта, во овој регион ќе има врнежи од дожд, а на повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Во текот на ноќта во северните делови ќе има услови врнежите повремено да преминуваат во снег и на некои повисоки места, а можна и локална појава на замрзнат дожд. Во Полошкиот регион во текот на утрешниот ден ќе има пообилни врнежи од дожд. Се очекуваат за 24 часа да наврнат и над 30 литри на метар квадратен воден талок. Врнежите повремено ќе бидат и поројни, проследени со засилен ветер. Слично време ќе се задржи и во понеделник, облачно со врнежи од дожд, повремено пообилни и поројни. Од вторник, поради постудена воздушна маса од север, ќе има заладување и врнежи од снег, особено на шарпланинскиот масив. Во среда врнежи од снег се очекуваат и на повисоките места и во Полошкиот регион, а висината на снежната покривка до 7 часот изутринава на Попова шапка изнесуваше 52 см. Од среда и во деновите потоа се очекува да се зголеми висината на снежната покривка. 1205 сообраќајни прекршоци санкционирала полицијата во текот на месец декември во Тетово и Тетовско. 69 возила и 164 возачи се исклучени од сообраќај. Во декември минатата година полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во Тетово и Тетовско вкупно откриле и законски санкционирале 1205 различни видови неисправност, односно сообраќајни прекршоци. Во контролните активности редовни и акциски, поради констатирани прекршоци, биле исклучени 69 возила. Најмногу од исклучените возила, односно 57, имале истечена регистрација до и над 30 дена, додека кај 11 била утврдена техничка неисправност и кај едно претовар. Минатиот месец исто така од сообраќај биле исклучени и 164 возачи, кои управувале без возачка дозвола, под дејство на алкохол, возачи почетници, со несоодветна категорија и со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во овој период времено биле одземени 30 возачки, 34 сообраќајни дозволи, додека пак службата вкупно подигнала 174 непрописно, односно погрешно паркирани возила, информираат од СВР Тетово.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание. Имајте пријатен викенд.